Ова е градот кој катадневно се буди во лулката на Баба Планина. Градот кој своите спомени ги љуби колку и својата иднина. И задоен, од мирисот на моликата и магнолијата ја ткае диплата на времето, станувајќи побогат со секој нов детски плач, помистичен при секое ново навраќање кон него, повозљубен со секоја нова песна испеана за него. Ако ја следите трагата на неговиот корен, запретан во вековите на постоењето, ке стапнете на патот вија Егнација. Историјата ќе простре златна нитка, а љубопитството ќе ве одведе на прошетка низ градот на клавирите и конзулите. Следете ја златната линија. Допирот со антиката ќе го почувствувате во Хераклеја Линкестис, градот на Филип II. Шетајки низ неговите се уште добро очувани улици во строј, со триумфалните кохорти, со римските легии и уморните хоплити ќе поминете покрај трите сали на термата. Ако застанете да ослушнете, до вас ќе допрати гласовите на јустиците од портикот на судницата. Во Хераклеја не одминувајте ги базиликите и епископската резиденција, да не ве одмине волшебноста на моментот откраднат од времето и врамен во пикторескните подови. Мозаиците на базиликите хераклејски се псалм исклесан во камен. Тоа е молитва на мајсторите кои овде го изградиле во временото сведоштво. Ова голема арена ноќе раскажува сведоштва за неразјаснети мистерии, за робови и робовладетели. Чиниш сега ќе грмне френетичен аплауз за да испрати последната гладиаторска победа во историјата. Или може би некоја хетера ноќва ќе биде вајана низ зборовите и гестовите на античките перформанси. Почесните ложи ги паметат и се уште ги дочекуваат своите големи владетели кои во овој град дошле за да се запишат во вечната историја. Зградата, во која денес е поместен Завод и музеј Битола, била изградена во 1848 година со намена да служи како воена гимназија и дадие. Подоцна, таа е трансформирана во институција од повисок ранг и станува Воена академија Харабие. Еден од незините најпознати кадети е и таткото на современа европска Турција Кемал Ататурк, кој овде се школувал во периодот од 1896 до 1899 година. Од 1983 година оваа зграда е адаптирана во музеј кој чува над 100.000 експонати кои речито не подсетуваат на освојувачите, султаните, војсководците кои се обиделе да го покорат овој град. Подсетуваат на невидени сквернавења и насилства на храмовите и гробниците, колку и на цврстото одржување на идентитетот на македонскиот народ во тие времиња. Во овој музеј се поместени многу стални и повремени поставки кои ги презентираат различните временски периоди.
Тука ќе ги најдете сталната археолошка поставка која ги презентира на одите од преисторија до среден век, спомен соба на Кемал Ататурк, поставката на градската соба, додека големата сала на музеот е средиште на многу културни збиднувања и повремени изложби. Музеот поседува импозантна колекција од најразлични збирки кои грижливо и љубоморно се чуваат во дамарите на оваа институција. Чекорејќи по широк сокак, ќе зачекорите по патеката на историјата на градот. Овде ќе ги слушнете аплаузите искрадени од театарските сали за првиот збор, изговорен македонски. Озборувањата натопени во црно кафе. Овде ќе бидете овековечени во кадарот на браќата Манаки, прегрнати со сеирџиите и мајтабџиите. Пред очи ќе ви прошета свила и чипка, а по некој шешир ќе ви открадне насмевка. Овде ќе застанете на мостот меѓу минатото и иднината. Златната линија кон средината на широк сокак ќе ве донесе пред портите на црквата Пресвето срце Исусово. Тука ќе ве пречекаат молитвите и камбаните на католичката црква. Доселувајќи се во Битола, лазаристите овде си изградиле и своја црква под директно влијание на Франција. Доказ за тоа се скулптурите кои се изложени во црквата, кои биле изработени во Париз пред 150 години. Католичката црква во Битола е изградена во 1877 година, обновувана е во 1900-1909 година, а камбанаријата на црквата е подигната после 1930 година. Името на црквата Пресвето срце Исусово е топоним која става под закрила универзалната молитва за мир и спокој на градот. Кротки и милозливи се стапките на оние кои влегуваат овде за да се обратат кон Бога. Просветлени со дух се оние кои излегуваат напоени од верата Божија.